Океј, сакам да објаснам како да ги подобриме нашите чувства, како да се чувствуваме поубаво, како да се чувствуваме посреќно, како да се чувствуваме поведро, како да се чувствуваме едноставно погорди на самите нас. И ќе објаснам еден цитат од филозофот Хабард кој вели дека продукцијата е основа на моралот. Морал се подмислува под морал, се мисли на убави чувства, позитивна емоција, мотивација. Знаете кога ќе речат деморализирана армија, значи нема веќе морал. А зошто? Поради тоа што имале порази. Гледате, многу е важно во животот да дојдете до некој тип на победа. Има убава дефиниција за тоа што е победа. Од истиот филозоф Хабард вели победа е да сакаш нешто да направиш и да го направиш тоа, или да имаш намера да направиш нешто и да го направиш тоа, и ако имаш намера да не направиш нешто, да не го направиш тоа. Сега, кога човекот има намера нешто да направи и го стори тоа, без разлика дури да е мала победа, мал успех, на него ќе му се подобри емоцијата. Но ако денес имате намера, например, да не јадете благо и јадете благо, не можете да имате добра емоција, односно ќе имате емоција на окей, ќе си го оправдате тоа, зашто луѓето иначе ако си го држат ветувањето кон сами себе имат голем тип на мотивација. Ама ако не си ги одржуваме ветувањата кон сами себе, или нашите цели, или нашите задачи, дури да се мали, тоаш она што правиме е наоѓаме оправданија зашто не сме одговорни. Тоа е грешката кај луѓето, поради тоа што се додека одговорноста не ја преземеме ние, нема шанса да се промениме во однос на се она што го гледаме околу нас. Кога ќе видите некој човек кој што е постојано незадоволен, и критикува, тој што знаете одма, дека не преземал одговорност. Зашто човек што презема одговорност, он ја гледа околината убава. Човек што презема одговорност, ја гледа околината убава. Зошто? Зашто допринесува за околината. И кој имате човек кој што е незадоволен од околината, и кој што цело време ја критикува околината, цело време нешто му смета, цело време нешто не му е добро, ти знаеш една работа, тој или изгрешил на таа околина, или не ја прави убава околината, или не допринесува на околината. Се секојаш има исклучоци, може да имате ултра негативни луѓе во вашата околина, и сте управо ако сте незадоволни во врска со нив, но не сте управо ако не превземете нешто што треба да го превземете во врска со тоа зашто сте у таа околина. Сега, човекот не може да биде жртва според умствениот став, поради тоа што кога човекот станува жртва според умствениот став, зборам жртва, тогаш он одлучува да биде жртва или да биде ефект, поради тоа што не превзема ништо да направи промена. Сега, ако човекот има продукција и ја прави својата околина поубава, или има генерално продукција и прави работи кои што се добри, и прави работи кои што се како што треба, едноставно допринесува за околината, се труди, има некој продукт. Гледате, луѓето во животот, една работа која што можеби не ја знаат, што е продуктот. Што е продуктот дома, што е продуктот во куќата, што е продуктот на работното место, што е продуктот за тебе како битие. Може би твојот продукт е да изгледаш поубаво, да ослабеш 5 кила, да направиш мускули. Продуктот е да го завршиш курсот, да прочиташ книга која што си сакал. И кога ќе направиш продуктот да е направен или да си поблиску до реализација на продуктот, тогаш имаш продукција. Продукција. И кога имаш продукција, имаш убаво чувство. Ако немаш продукција дента, немаш убаво чувство. Толку едноставно е. Сега, што тоа значи? Дека во текот на денот ние мораме да најдеме нешто што треба да го испроducираме. Мора да најдеме некои мали работи кои што сакаме да ги направиме, може би денот да не биде поврзан со правење на секвенци од некој поголем план, нешто што треба да го направиме, може би во текот на месецот, и замислете се денеска сме чекор поблиску до тоа што треба да го реализираме за еден месец, денеска денот е искористен. Поради тоа што ако човекот не го искористи денот, денот го искористува него. Ако вие денеска не го искористите денот кон реализација на некоја цел, поради тоа што е целта? Целта е духовна работа, целта е визија. А што е времето? Времето е материјална работа. Гледайте, ако ние немаме цел, ние не можеме да ги искористиме ресурсите кои што се околу нас. А околу нас имате ресурси. Што се ресурси? Време е ресурс. Било кои работи кои што ги имате околу вас се ресурс. Вашите пријатели се ресурс. Зборам за убав начин, не да ги искористуваме, да ги користиме во насока на реализирање на нашата цел, а и они би сакале тоа да го направат, да ни допринесат на нашата цел. Но ништо од тоа како ресурс нема да го користите додека не верувате во целта која што сте ја зацртале. Гледате, ние за да дојдеме до некоја цел, и ако веруваме во таа цел, ние ќе ги најдеме решенијата,
и ќе ги најдеме ресурсите кои што се околу нас за да го постигнеме тоа што го сакаме, тогаш сме играч во играта на животот. Во спротивно сме само наблюдувач во играта на животот. И кога човекот е наблюдувач, он мора да добие забава од туѓи животи. Затоа скроламе на социјалните медиуми, бараме различни рилсови, видеа, драма, интересно, кој што направил, како направил, но гледате, ние видеата што ги гледаме на социјалните медиуми се резултат на нечија креација. Сега тој човек кој што го креира видеото се чувствува убаво. Има видеа кои што се поучни, како што се надеваме мојот лайф. Ја гледам многу видеа кои што се поучни, тоа сум го кажал, ја поишивам научено, например, за медицина од некои луѓе што ги следам сега на социјалните медиуми, тоа што ќе го кажат паметно, отколку што сум научил, можеби и од некои книги, поради тоа што има еволуција, има развој, има напредок, има осознавање на многу работи и така натаму. Но гледайте, ако ние немаме цел и ако немаме визија, тогаш го губиме времето. Изгубено време прави демотивација. Време кое што е паметно искористено прави мотивација. Можеме на тоа да го сведеме. Но што значи време паметно искористено? Тоа значи да го насочиш времето или да го искористиш и да го насочиш вниманието на нешто кое што треба да го завршиш. Проблем со губење на време е поради тоа што човекот губи време кога не е фокусиран. Човекот губи време кога нема некоја желба што му е важна. Човекот губи време кога нема мисија во својот живот, која што душата не му гори за да ја постигне. Сега, ако имаш ти некоја цел, кај што душата ти се возбудува, говори во тој смисол, ти се возбудува да одиш кон таа цел, тогаш душата ќе го искористи физичкиот ресурс кој што се вика време за да стигне до таа цел. Сега, знаете што? Ајде да речеме идете напред. Поминале 20 години, имате некоја цел која што сакате сега да ја направите, не работите на таа цел. И луѓето ако не работат на таа цел, после 20 години ќе ви биде криво зашто не сте работеле на таа цел. А сега, ако се вложите да работите во таа цел, ова е моje мислење, луѓе некои не сакаат да почнат да работат на некоја долгорочна цел затоа што знаат дека не е лесно, и тоа е точно, затоа што не е лесно, затоа што треба да одржиш фокус долг временски период за да стигнеш до некоја цел. И ова се што ќе го кажам го зборував и вчера на предавањето во Кочани, кога имаш некоја цел која што сакаш да ја постигнеш, знаете, многу често работам со помлади луѓе, деца, ајде да речеме, 18, 19, 20 години. Така, сега, ќе дојдат и ќе ми кажат, Жаре, ќе стана милионер за 2-3 години. Се ти за да не го разочараш, ќе му речеш, супер, знам дека можеш, ама не секогаш плановите излагаат толку оптимистичко, дека за 2 години, 3 години ти ќе станеш милионер. Но, ако работиш на тоа 20 години, сигурен сум дека ќе станеш милионер. Сега, проблемот да работи некој 20 години е за некој човек незамислив, поради тоа што да работиш на нешто 20 години, без при тоа да си мотивиран, а си мотивиран ако го сакаш нештото што работиш, многу е тешко да стигнеш низ темницата која што следи. Зашто на почетокот кога си хајпнат, што би рекле младиве, кога си возбуден за некоја цел, супер е. Ама кога луѓето им клапнува мотивацијата? После вториот, третиот месец кога ќе видат дека не иде како што ни мислат дека треба да иде после 3 месеци. Така е сега, он за 3 месеци во првата недела кога со другар му седеле ке прават муавет, сонуваат, тоа е супер. Да, и сега треба да влезеш во насока на реализација на тоа што сакаш да го реализираш. Тука доаѓа проблем, затоа што помладиве или некои кои што не се искусни во однос на имање на некој тек правец. Луѓе, да ви кажам една работа, ја имам телевизиска емисија која што трае 10 години. Тоа се многу емисии кои што се снимени. 10 години, тоа се 20 сезони. Лајвовиве ги правиме секој понеделник, среда и петок со Исушок, вака кога предавам некаде во други градови, па не се вклучувам или еве ми беше Слава, Арангел, минатиот петок и така натаму. Сега во дадени ретки моменти не се вклучувам, но кога ќе видите тоа се 5 години. 25 години се обидувам да им помогнам на луѓе како да бидат психички подобри, ментално подобри и така натаму. Сега кога ќе видите дека човек работи долго време, децении на нешто, секако дека ќе биде човекот релативно успешен во таа област, поради тоа што ти да истраеш во некоја област 20 години, 15 години, 10 години, 5 години, 30 години, тоа само значи дека си посветен и дека едноставно имаш контрола врз сопствениот живот. А каде луѓето немаат контрола, ќе почнат нешто да прават, ќе се разочараат, почнуваат друго да прават, ќе се разочараат, почнуваат трето да прават, ќе се разочараат, затоа што ти кога ќе доеш у препрека,
препреката сака ти ја раштрка енергијата, ама ти мора да поминеш низ препреките за да дојдеш до нешто кое што се вика успех. Се ти ке трнеш на тој пат кон успехот. Првите недели, првиот месец, првите 2 месеца е многу забавни, поради тоа што се уште те држи светлината на твојата визија и мисла. И после тоа доаѓа темницата, каде што си обично сам. Зашто на почетокот ќе имаш луѓе што ќе ти речат браво, 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 веројатно најблиските, ако е некоја идеја во која што они не веруваат ќе те спречат и така натаму, ти се одлучил ќе трнеш, ќе идеш напред во однос на реализација на некоја цел. Сега имаш 20 години каде што треба сам да го осветлуваш патот во даден сегмент. Тука е проблемот. Затоа што луѓето не се спремни 20 години да го осветлуваат патот, да поминат низ некој период каде што има тунел, каде што има темница и каде што треба сам да светиш и сам да веруваш. Доволно будалец да си, да веруваш во сопствената идеја која што е добра и на крај ако веруваш и ако поминеш долго низ таа темница, успехот ќе дојде. Но дали си спремен да работиш на тоа 10, 15, 20 години, тоа е прашањето. Сега, за мене што е убаво? Убаво е поради тоа што кога ти си посветен 20 години на некоја работа, тогаш имаш контрола. Зашто? Затоа што е гордоста и среќата, посветеност на нешто и остварување и постигнување на нешто кое што ти значи, тогаш не можеш да немаш контрола врз сопствениот живот. Поради тоа што си се посветил на нешто што тебе ти значи. Кога не си посветен на нешто што ти значи, да, имаме можеби убав живот, ама мислам дека ќе имаме уште поквалитетен живот додека се посвети на нешто што ни значи. И кога нештото ти значи да ти биде квалитетно, да биде добро, како продукт, ти не можеш да не си добар. Зошто? Поради тоа што со самото тоа што сакаш да направиш квалитетен продукт, ти ќе дадеш квалитетна енергија од тебе. И тоа е таа мотивација. Гледате, тоа е таа мотивација. Зашто ако ти имаш квалитетен продукт и ти се важни тие стандарди, тој продукт да биде добар, од тебе ќе излезе најдобрата енергија. И кога ќе излезе најдобрата енергија од тебе, ти си во комуникација со вистинскиот ти. А како одиш понатаму и како доаѓаш во тој нов неосознат простор, каде што ја буткаш сопствената цел, во тие неосознаени простори, се осознаваш уште повеќе ти. Фактички се спојуваш со твојата душа која што се развива. Гледаш, ако не идеш напред, тогаш и тоа што го имаш како душа, како ти, како духовно битие, како квалитет, почнуваш да го губиш, поради тоа што квалитетот и душата се зголемува како одиш во непознатото и како тоа непознато го претвараш во познато, она што се случува дел од тебе кој што е некаде таму во иднината. Тоа се убавите делови од тебе кои што чекаат да доеш до нив. Кога ќе дојдеш до тој успех, кога ќе дојдеш до тоа постигнување, тие делови од тебе ги инкорпорираш во својата душа и стануваш уште повеќе од тоа што си. Но ако седиш дома и ако ништо не правиш и ако чекаш, ја викам во чекалната на животот само доктор доаѓа, не чека излези, крире, стваре, прави и така ќе ги инкорпорираш сите делови од тебе кои што чекаат да бидат осознаени некаде во иднината и во непознатиот простор. Поради тоа што прочем креација е непознатото го претварате у познато. И тоа е убавината во животот. Идеш да се осознаеш себе си, правејќи ја работата која што ти значи и која што ти е важна. И мислам дека тоа е убав живот. Тоа е квалитетен живот. Има убав цитат од филозофот Хабард, вика: кои се два теста за живот добро и живеан? Вика, дали си го направил тоа што си сакал во животот или дали на другите им било мило дека си живеел? Вика, дали си го постигнал тоа што си го замислил, што си го сакал и дали на другите им било мило дека си живеел? Ако го постигнеш тоа што го сакаш, дефинитивно си направил значаен живот. А ако си им помагал и на другите луѓе да ги постигнат работите и си им давал убава комуникација, си бил нивни пријател, тогаш на другите им било мило дека си живеел. Така да тоа е тестот за живот добро одживеан. Поздрав до сите, Добрица Талевска, добро утро за вас, добро вечер за нас, од Сиднеј, Атанас да и сите останати коментари. Да, окей, имајте убава вечер, имајте убав викенд, се гледаме повторно во понеделник на Нов Лайф. Чао!